Добро вечер. Ова е новото магазинско издание на емисијата 360 степени, целосно посветено на темата за железничката пруга долж коридорот 8. Се за проблематичната трета делница од пругата кон Бугарија. Според веќе постоечкиот проект, токму на ова место би требало да заврши пругата од коридорот 8 од македонска страна. Ако ние го избрзаме почетокот при недобри технички услови, ние многу ќе го пролонгираме крајот. Од делегацијата НЕУ во земјава велат, пругата од бугарска страна може да биде готова многу побрзо од онаа на македонската, а проектот за делницата Крива Паланка Дебебаир е најрационалното решение. Now, indeed, the terrain of this third phase is demanding, it's complicated, but nothing that with today's technology cannot be overcome. На тендерот си имаат пријавено 6 турски фирми и една грчка фирма, ја прв пат кажу. Грчката фирма е 250 милиони евра поскапа од проценетата вредност, што веројатно доволно кажува колку е изводлив проектот. Останатите 6, ја гарантирам дека немаат намера да градат. Имаат намера да го земат авансот и да ги снемат. Интервју со надлежниот министер за транспорт. Пругата кон Бугарија е тема стара неколку децении, но по доаѓањето на новата влада доби дополнително на популарност. Новите власти повторуваат дека проектот за последната делница не чини, премиерот обвини дека имал обид да биде подмитен, а во еден момент владата се обиде европските пари предвидени за железничкото поврзување со Софија да ги пренамени за брза пруга кон Солун. 360 степен излезе на терен и заедно со директорот на Македонски железници инфраструктура ги поминавме трите делници од кои дел се градат, а дел би требало допрва да се градат. Михаил Милошевски ја пренесува сликата од терен. Градежните работи за железницата кон Бугарија на потегот од Куманово до селото Белјаковце се во полнек. Попрецизно изведувачот австријски Штрабак веќе привршува со целосното оспособување и пуштање во употреба на 31 километарската делница. Предвидувањата се дека до декември работите би требало да завршат во целост, барем градежните. Имаат прогрес од прилика околу 90%. И оно што тие го изведуваат, можам да кажам дека е на високо професионално ниво и се ориентирани кон целта, кон завршување на оваа делница, добри моди за сега. Во селото Шукли Камен се работи на прицврстување на шините и поставување сигнализација со опрема и машини кои ги нема во земјава. Куманово Белјаковце е првата од вкупно 3 делници кои треба да се изградат за да се дојде до бугарската граница. За секоја делница имаше посебен тендер, односно така наречен лот. Ако работите по првиот лот привршуваат, тоа не може да се каже за вториот. Од Белјаковце до Крива Паланка гради турската компанија Гюлермак. Според домашните власти, рокот за изградба на пругата е октомври 2026 година, но вела дека е многу веројатно оти рокот ќе биде пробиен. До сега, прогресот е едва и 20% од предвиденото. Директорот на инфраструктура Синиша Ивановски е многу директен во оценката за тоа зошто работите се одвиваат бавно. Вели, така е затоа што изведувачот Гюлермак, наместо на изградбата, со помош на надзорот, фирмата ИРД Engineering, се фокусира на фактурирање пенали кон државата. Еве ќе кажам еден банален пример за некои 3 возила од марката Hyundai кои што они ги набавуваат за предпријатието да вршиме надзор, моментално прават фактура на 300.000 евра. И ние се бориме цело време дека 3 обични возила и за 3 години користење не се 300.000 евра, туку се многу помалку и нивниот фокус е кон такви варијации. Или 5 милиони евра имаше сега брзо за некој мост и целата енергија ја насочуваат према тоа. Одговори за обвинувањата на властите побаравме од ИРД Инженеринг и Гюлермак, но оттаму не добивме никаква повратна информација. Од Белјаковце до Крива Паланка би требало да има пруга во должина од 34 километри, која ќе ја чини државата 155 милиони евра. Овде треба да се изградат нови мостови и да се реконструираат оние кои биле започнати при првиот обид за изградбата на пругата во 1996 година. Предвидена е изградба на 15 тунели, а токму на изведбата на еден од нив кај селото Кетенево присуствувавме и ние.
проектантот кога ја проектирал трасата и пругата, предвидел дека ако има само насипи, со тек на време би можело да дојде до оштетување на самата траса и да целата земја падне на самата пруга и затоа предвидел да тоа се покрие, се формира тунел и да се покрие артифицијално од наша страна, за да не дојде до некое нарушување на целата околина во пругата. Додека Штрабак завршува со работите на делницата 1, а Ѓулермак пробива тунели и реконструира мостови на делницата 2, за третата делница, од Крива Паланка до границата со Бугарија, не е избран ниту изведувач. Рокот на важење на понудите истече завчера, а премиерот Христијан Мицкоски јасно стави до знаење дека нема намера да потпише договор со кој било од заинтересираните. Првиот човек на владата тврдеше дека имало обид да го подкупат, иако не испрати пријава до обвинителството, а го проблематизираше и проектот. За коридорот 8, секцијата 3, пругата, беше врз мене, имаше обид за да ми биде понуден подкуп, со кој што јас, како претседател на владата, би потпишал прифаќање на оваа тендерска документација. Третиот дел е најсложен за градба. Иако е најкраток, со само 23 километри пруга, поради тешкиот планински терен, предвидена е изградба на 22 тунела и 51 мост. Трасата поминува низ Крива Паланка, каде на влезот на градот, на ридот од левата страна, е предвидено да биде главната железничка станица. Но за да се започне со изградба, пречка се 20 на куќи и помошни објекти. Да е апсурдот поголем, сите се дивоградби, но мора да се врши експроприација. Тие се наоѓаат на самата траса, каде што не може да се изместат. Имаше некои што успеа со некој репроектирање градот Паланка ради да се сменат пристапни патишта, да се спасат куќи, така да тие што остануваат се на самата траса каде што не се дозволува теренот за да бидат спасени. Токму на местото каде што би требало да биде железничката станица, имавме можност да разговараме со две повозрасни жени кои изморени од дневната прошетка, место за одмор нашле под околното зеленило. И тој не знам дали ќе биде оно убаво да се направи, ама кога ќе биде ние стари неќе да дочекаме. Млади норка дочекат, па сега ќе нели така. А пругата нема да ја биде. Пругата нема да биде за нас. Него е било, нема да го биде. А младите ќе ја дочекаат ли? Ќе ја дочекат, да си ја дочекат. Благосилјаме да младите си дочекат. Продолживме да се движиме по трасата, каде што би требало да поминува возот на релација Скопје-Софија. По станицата предвидена изградба на 2 моста и неколку тунели. Меѓу нив и тунел кој би требало да поминува под самиот град. Под големото брдо, тоа е доста би бил долг, поминува буквално под сите тие куќи што ги гледаме у позадина. Дали имам искуство како земја со градење на такви, предпоставувам дека ќе биде предизвик? Па да, би било предизвик општо цела трета делница за било кој изведувач, така да верувам дека би го градели искусни компании што имаат искуство за градење на овој тип на објекти. По излезот од Крива Паланка, пругата продолжува кон соседна Бугарија. Двете земји треба железнички да се спојат на средината на тунел кој во моментов не постои. Секоја страна треба да си ја ископа својата половина. Според веќе постоечкиот проект, токму на ова место би требало да заврши пругата од коридорот 8 од македонска страна. Тука се работело пред 30 години, а за тоа сведочат овие објекти кои се оставени од поранешните големи македонски компании кои работеле на пругата. Тука се наоѓа и фамозниот тунел, за кој веќе говореше премиерот Христијан Мицкоски и министерот за транспорт Александар Николовски. Овде природата го направила своето. Некогашните куќарки за работниците на градежните фирми сега се домови за животни, а пределот пред карпата во која бил пробиван тунелот, покрај решетката која го покрива влезот, со текот на годините се претворил во мочуриште. Околните викендаши го користат за наводнување на бавчите. Кога и како ќе се заврши оваа делница не е јасно.
Новиот директор на Железници инфраструктура вели дека земјава останува на заложбата да ја заврши пругата, но за остварување на целта потребно е проектот да биде изводлив. Дополнително, проблем лоцира и во соседството, кај официјална Софија. Немаат превземено никакви до моментов градежни активности, ниту нешто посебно проектирано, ништо посебна желба од нивна страна, а не сме имали никаква комуникација директна, да видиме кои се нивните планови. Но приложеното на терен гледаме дека ние ќе потрошиме скоро 600 милиони евра граѓански пари за тунел кој што не е добар, кој што за траса кој што завршува во никаде и што нема да предонесе ништо посебно за економијата на оваа држава. Ивановски предупредува дека евентуалното продолжување со работа на постоечкиот проект, за кој вели дека е лош, би значило дополнително заглавување на земјата. Дополнително, проектот имал толку нејасноти и недефинирани работи, што на тендерот не се пријавила ниту една фирма од западниот свет. Ако ние го избрзаме почетокот при недобри технички услови, ние многу ќе го пролонгираме крајот. Подобро да се пролонгира почетокот уште една година, па и до 2 години, да имаме сериозни реализирани предуслови, да имаме чист терен на изведувачите, па да го завршиме ако треба и 2 години подоцна, отколку да го почнеме сега, да немаме кај ќе бидат депониите, да немаме пристапни патишта, да немаме доволно добри и прецизни геомеханички истражувања направени на теренот, и тоа е супер. Ние ќе отвориме тендерот, ќе почнат компаниите нека работат, меѓутоа ќе направиме ново киче во окрет ако не е подолго тоа. На бугарска страна постои железничка пруга од Софија до Гиешево, близу бугарско-македонската граница. Иако е стара, таа е функционална и по неа сообраќаат возови. Од Гиешево до фамозниот тунел на границата со Македонија, потребно е да се изгради пруга од околу 2 до 2,5 километри. Тврдењата се дека Бугарија тоа може да го заврши во периодот, додека на македонска страна се работи на финализирање на втората и третата делница од пругата Куманово-Деве Баир. Паралелно, се подготвува и модернизација на пругата од Софија до границата со земјава. Побаравме пристап на терен и соговорници и на бугарска страна за изворно да ја пренесеме состојбата со постојната пруга и да провериме каква би била динамиката со која би се изградиле преостанатите 2,5 километри, што се намерите со тунелот кој треба да се прави и кога и како би се модернизирала железничката линија до Софија. Но бугарските власти проценија дека во актуелниот момент поцелесообразно би било да се одложи репортажата. Продолжуваме. Проектот е добар, македонската влада треба да избере изведувач уште на овој тендера и Бугарија ќе си ги исполни своите обврски. Сумирано, ова е реакцијата на главните странски финансиери на железницата од коридорот 8 во земјава, Европската унија и Европската инвестициска банка. Зошто нивните ставови се диаметрално спротивни од оние на владата, особено кога е во прашање последната делница од Крива Паланка до границата со Бугарија. Повеќе од Александар Димитриевски. Ако во интернет пребарувач ги напишете зборовите паневропски коридори на Балканот, ќе ви се појават вакви илустрации. Според нив, низ Северна Македонија минуваат два. Со зелена боја е коридорот 10, кој почнува во Салцбург, Австрија, низ земјава минува покрај Куманово, Скопје, Велес и Гевгелија, а завршува во Солун, Грција. Со црвена боја е коридорот 8, кој почнува во Бари, Италија. Во земјава минува низ Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Скопје, Куманово, Кратово и Крива Паланка, а завршува во Варна, Бугарија. When we look at a map of Europe, they look like veins of our body, life veins that go through the territory of Europe, not only of the European Union, but beyond that, covering also the Western Balkans. And they are of vital interest and importance, of significant strategic and economic importance all over Europe, not only in one country. И додека коридорот 10 е развиен и со автопати со железница, коридорот 8 се уште не е комплетен. Има асфалтен пат, но во голем дел тоа не се автопати. И клучно, нема железничко поврзување меѓу Албанија, Северна Македонија и Бугарија. Затоа и се инвестира во железницата на коридорот 8. Парите и за проектирањето и за изградбата се дел грантови од ЕУ, дел поволни кредити од европски финансиски институции. Бидејќи ЕУ практично ни донира 210 од вкупно 560 милиони евра потребни за делницата Крива Паланка Деве Баир,
Од нив побаравме став за коментарите на новоизбраната македонска влада. Дека делницата е лошо планирана, дека е прескапа за по неа да се патува со брзина од 60 км на час, па и дека Бугарија не го гради својот дел. Од делегацијата НЕУ во земјава велат, пругата од бугарска страна може да биде готова многу побрзо од онаа на македонската, а проектот за делницата Крива Паланка Девебаир е најрационалното решение. Now, indeed, the terrain of this third phase is demanding, it's complicated, but nothing that with today's technology cannot be overcome. But it is more demanding than comparing with other sections. Given the European dimension of it, the European Union is financing all stretches. It's financing and supporting also on the western side towards Albania, which are currently in the planning purposes, but also on the Bulgarian side, being a member state. However, this financing structure is a different one. And there we assess that the final stretches on the Bulgarian side that go via the colleagues of DG Regio with structural funds are less demanding and could be finalized or are possible to be finalized well before 2030. And given the long timeline of the preparation of the documents, they have been updated during the last 10 to 12 years. The last time in 2013, where a proper assessment was performed by the financiers and a due diligence, and it has confirmed indeed the viability of exactly this stretch, that any other deviation would not be proportional to the resources that would need to be invested. За тезите на владата дека проектот за третата делница е лош и скап, прашавме кај една од институциите кои се кредитори за проектот, Европската инвестициска банка. Еве што ни одговорија. Делницата беше дизајнирана од меѓународни консултанти. Финансирана е со грант од ИПА, со цел да се постигне најрентабилно техничко решение кое е во согласно со барањата на Европската Унија за интероперабилност. Поради тешкиот терен, 75% од делницата е низ тунели или мостови. Поголемиот дел од делницата има значителна косина од 20 до 25 промили во насока на искачување кон границата. Затоа дел од пругата е во форма на потковица, за да се ублажи косината. Ништо невообичаено на глобално ниво кога е во прашање ваков терен. За да има поголеми брзини, ќе треба да се предвиди поголема делница за ублажување на косините и или повеќе структури, тунели и мостови, што ќе ги зголеми трошоците. Затоа, и од ЕУ, и од Европската инвестициска банка сметаат дека правењето нов проект нема многу смисла. Тоа во основа ќе значи промена во трошоците, што ќе значи правење нова финансиска конструкција, а секако и потреба од нов тендер. А ако се распише нов тендер, независно дали поради изработката на нов проект или ако државата одлучи да не го заврши актуелниот, земјава ќе загуби десетици милиони евра. Such infrastructure projects are a challenge for every country. Here in North Macedonia, we have seen in the past years that North Macedonia is not an exception to this. We have seen significant delays overall in the implementation and realization of infrastructure projects. And this has already led in the past to decommitments of nearly 80 million euros. Decommitments means that money that was reserved and allocated for the country, EU grant funds, could not be utilized for projects that have been planned. If this now continues, and the Corridor 8 is a big portion of it, of such an infrastructure project, we will face another decommitment of more than 40 million euros, which would sum up to 120 million of grant funding that will not be available for the country. From that package as it is tailored currently. На истото прашање, од Европската инвестициска банка велат. Ако владата реши да не го користи сегашниот проект, тогаш под ризик е финансиската помош, особено значајните 150 милиони евра грант од Европската Унија, кои се доделуваат преку инвестициската рамка за Западен Балкан, што е најголем грант кој е одвоен за земјата. Тука се грантовите од националната програма ИПА-2, 60,7 милиони евра. Овие ризици можеби сега стигнуваат до јавноста, но на владата и се познати од подам. Набрзо по изборот на актуелниот кабинет, премиерот Христијан Мицкоски, а особено министерот за транспорт Александар Николовски, јавно почнаа да критикуваат различни аспекти од пругата Крива Паланка Девебаир, оставяјќи впечаток дека ќе се оди кон поништување на тендерот за избор на изведувач за оваа делница. Во еден момент се слушна и предлог
парите за коридорот 8 да се пренаменат за коридорот 10. 360 степени дојде до писмо од 13 август годинава, адресирано до премиерот Христијан Мицкоски, а подпишано од Европската комисија, Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициска банка, во кое се порачува: не може така. За време на предходните состаноци со вас и со министерот за транспорт се отвори прашањето за можна пренамена на средствата од овој проект кон железничкиот коридор 10. Како што ви објаснивме во тие прилики, пренамена на средствата од еден за друг проект не е возможно за кредитодавателите и ќе ги загрози грантовите од Европската унија кои не можат да се префрлат. Ставот од пред месец и половина упатен по службени канали. Сега го добивме и како јавен став. That does not mean that we need to shift, that it has to be either Corridor 8 or Corridor 10. These projects are implemented in phases and in sections. And depending on their maturity, meaning on their readiness to implement, we believe they can be both done. With a proper planning process, both are realizable. And we have also supported in the past, Corridor 10, the one we are all driving on towards Greece, that has been refurbished with pre-accession funds from the European Union. And we have further mobilized more than 50 million euros for additional works that need to be done for rail and road along Corridor 10. And they are both, Corridor 10 and 8, are requested to be in the indicative list of projects for the growth plan. So I believe that both corridors can be supported and can be realized because they are happening in different phases. Ако владата сака да предложи нов проект за финансирање од страна на Европската инвестициска банка, тој ќе мора да биде оценет засебно и одлуката да се одобрат средствата, заеми или грантови, ќе се носи независно. Можеби најсериозната критика за тендерот за делницата од Крива Паланка до ДБ Баир беше изјавата на премиерот Христијан Мицкоски дека имал обид да го подкупат. Жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект. Тоа кажа тоа јавно, за да испрати порака дека не прифаќа таква пракса. Но случајот не го пријави во јавното обвинителство. Од Европската инвестициска банка велат, се додека не се докаже вина, има пресумпција на невиност. Односно, дека јавниот исказ на премиерот не може да биде причина да се прекине тендерот. И додава: Што и да се случи, проектот ќе мора да се реализира преку компетитивна јавна набавка. Генерално правило е дека ако се остане исто, може да се очекува при ретендерирањето да се добијат помала конкуренција и повисоки цени, поради тоа што неуспешните тендери можат негативно да влијаат на довербата на економските оператори во договорните органи, особено ако причината за поништување на тендерот е нејасна. Од Европската унија подсетуваат дека одговорни за тендерот се Министерствата за финансии и за транспорт, па очекуваат домашните институции да откријат и да споделат што точно се случило. But it's obvious that we are waiting for feedback from the authorities on what is happening with the tender procedure, because it will be up to them to follow the rules and the guidelines that are applicable to this specific procedure. And if there are any issues that have to do with the legality or irregularity with any of the processes, it would be up to the institutions to flag this. Тендерот за изградбата на делницата 3 од пругата од Куманово до бугарската граница беше распишан на крајот на 2023 година. Рокот за поднесување понуди истече на 26 јуни 2024 година, а еден од условите беше понудите да бидат валидни најмалку 90 дена. Тие 90 дена истекуваат токму неделава. Земјава се уште нема избрано изведувач и покрај тоа што отворањето на понудите се случи на 3 јули 2024 година. Не е дека нема заинтересирани, ги има вкупно 7, но според министерот за транспорт Александар Николовски, ниту една од понудите не доаѓа од, како што вели, сериозна земја членка на ЕУ. Тоа значи дека тендерот, а со тоа и делницата Крива Паланка ДБ Баир е на смртна постава. Првата шанса да се врати во живот е ако владата се премисли за сите изнесени критики, побара од понудувачите да продолжат валидноста на понудите и потоа избере најдобар понудувач. За ставовите на Европската унија и на Европската инвестициска банка го прашавме вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски.
Во краткиот разговор што следува и кој е целосно посветен на делницата 3 од пругата Куманово граница со Бугарија, го прашуваме и какви му се намерите со актуелниот тендер, со чие пропаѓање земјава губи околу 210 милиони евра грантови. Ево го разговорот. Вице-премиер Николовски, благодарам за овој разговор. Секојаш задоволство. Наспротив вашите тврдења дека третата делница од пругата кон Бугарија е неизводлива со овој проект од делегацијата на Европската унија и од Европската инвестициска банка, велат дека дизајнот на проектот е правен од меѓународни консултанти, исто така и тендерската процедура и дека сето тоа е работено за да одговара на намената. Како ги коментирате вие сега овие наводи? Па и коментирам на начин што веројатно не сакаат сами себе да се покажат и не сакаат она што го направиле да речат дека не е добро, но не е добро. Што се главните ваши аргументи? Првиот проблем е цената. Сиромашна држава како Македонија треба потроши 560 милиони евра за 24 километри пруга, што некаде доаѓа околу 24-5 милиони евра по километар, што ќе се согласите дека е екстремно скапо. И дополнително, може би јавноста не знае, не се работи за брза пруга, се работи за спора пруга, односно за пруга од категорија Б, каде што брзината е 60 до 80 км на час. Се појавија јавно анализи, ќе одиме нели елемент по елемент, се појавија анализи во јавноста дека таа цена и не е толку висока, ако се споредува со цената. Јас ги видов тие анализи се за 300 км на час Берлин-Париз, кој што се гради во моментов. Значи има категоризација. Има Прайм категоризација, категоризација А, категоризација Б и категоризација С. Оваа пруга е категоризација Б и оди со 60 до 80 км на час. И да ви кажам нешто, ја многу директен сум, немам влакна на јазик. Во ниеден од моите разговори со представниците на Европската инвестициска банка и на дел други институции, јас од другата страна не слушнав ни еден стручен аргумент. Јас сум политичар, не сум стручњак, ама навлегов во ова. А од другата страна, овие кои што треба да се стручњаци, политички одговори ми даваат. Битно е ова, треба да се поврзите, добро е да го направите. Добро, можеме ли да го завршиме? Но дизајнот на проектот го правеле стручњаци, не го правеле политичари. Јас не сакам да стигнам до ново Охрид Кичево, иначе јас да бев друг тип на карактер, ќе се завршеше ова, никој немаше да го знае. Темата кој отвори во јавност за трета делница, јас ја отворив. Јас станав министер во понеделник, поднесување на понуди беше до среда. Значи ја можев да го изигнорирам тоа целосно, да се заврши и никој да не знае за работава, и од кој ќе си заминам министер немаше да е завршена пругата, и некој друг да го болеше главата, како што мене денес ме боли главата за автопатот Охрид Кичево, кој што после 10,5 години не е завршен. Јас не сакам да се доведеме во таква ситуација. Сега во однос на дизајнот. Да, проектот е правен од стручњаци, не е правен од политичари. Сега ќе кажам колку се стручњаци. И мислам дека треба да се испровери што се е донирано во Македонија и кој го добива. Стручњаците се компанија која што не успеа да ја заврши Штипската болница и во Штип нема клиничка болница, како што знаете, истата компанија. Тие го имаат правено проектот? Да. Добро, во делот одговорите од Европска инвестициска банка и од делегацијата НЕУ, велат дека овој дизајн не е ништо невообичаено за таков терен, дека на глобално ниво има слични примери за тој терен. Ако ние имаме извори за нафта или рудници за дијаманти, се слагам, ама затоа што немаме ништо од тоа, затоа треба видиме дали цената може оваа држава да ја издржи. Не мислам дека граѓаните на Кривопаланка или на Куманово се сретни да се потрошат 24 милиони евра за километар, кога леп таму луѓето немаат да јадат и секој ден преживуваат и пола од нив се иселени, работат по војни бази, работат по Западна Европа за да врзат крај со крај нешто да донесат дома во своите родни места и ние сега градиме пруга како сме Швајцарија. Тоа е прво. Второ, треба да се изградат 22 тунели и 16 мостови. Самото тоа што на тендерот се пријавија несериозни компании, се кажува. До денес јас не добив одговор од ниједна од овие институции. Зошто не се пријави ниједна германска компанија, ниједна француска компанија, ниједна италијанска компанија, како 3 држави со добри железници. Повеќе од половина милиарда евра за 24 километри се многу пари за било каде во Европа и ова би било топ интерес на било која голема европска компанија. Зошто ниједна од големите европски компании не се пријави? Јас се ви одговорам.
затоа што мислат дека проектот не е изводлив. Разговарав со една таква компанија, ги прашав директно зошто не се пријавивте. Состанокот беше на друга тема, но искористив прилика и ми рекоа затоа што проектот не е изводлив. Еве ќе ви кажам еден пример. Согласно договорот, оној кој што ќе е избран, доколку е избран, треба да почне да работи оваа есен. Но во истиот тендер пишува дека единствениот начин да се носат работници на трасата е преку пруга, затоа што во таков е теренот да не може да се пристапи по земјен пат. Значи камиони и автобуси не можат таму да одат и единствен начин да се носат работници и машини е преку пруга. За да може да се носат преку пруга, треба да се заврши втората секција. Втората секција во моментов е изградена 20%. Касни изведувачот. Рокот му е до крај на следна година, веројатно ќе побара 2 години продолжување. Па како ќе го воведеме изведувачот оваа есен, а пругата нема да биде завршена ни до крај на 27 или еве додиме само по договорите. Толку се стручни овие што опишувале тендерот. Согласно иницијалниот договор за изградба на втората секција, таа треба да е завршена до крај на 25-та година. А за да се пристапи на третата секција треба да се користи пруга. Па како вие можете да речете дека ќе воведете некоја во работа во септември 24-та, ако претходно сте пишале во претходниот договор дека треба да е завршен до декември 25-та? И на сите овие прашања, ја никогаш не добив стручен одговор. Уште нешто да ви кажам, не е може ли познато само во јас некој јавност. прашање да поставам? Ајде. Дел од парите се грантови. 150 милиона се од инвестицијската рамка за Западен Балкан. 200 милиони вкупно е грант. 200-210 милиони. И сега, еден од аргументите е дека ако не се тргне во реализација по овој проект и овој тендер или ако истиот тендер не се ретендерира, дека тие пари ќе се изгубат. Ма ќе се изгубат тие пари секако. Да ви кажам зошто. На тендерот се имаат пријавено 6 турски фирми и една грчка фирма, еве прв пат кажу. Грчката фирма е 250 милиони евра поскапа од проценетата вредност, што веројатно доволно кажува колку е изводлив проектот. Останатите 6, ја гарантирам дека немаат намера да градат. Имаат намера да го земат авансот и да ги снема. Така нема пропаднат парите. Да. Тешко е ова обвинување. Не, јас сум многу директен. Јас секогаш сум директен. Тоа е неизводлив проект. Пак прашувам, зошто не се пријавија најголемите европски компании да градат? И нешто тргнавте претходно да кажувате, па ве прекинав. Рековте нешто што не е познато до сега во јавноста, сакам да го сообштам. Ние се обидовме да направиме диалог и се уште се надевам дека диалогот ќе се случи. Знаете дека еден од главните проблеми на оваа пруга е што завршува во тунел кој што не води никаде. А поентата да градиме пруга е да се поврзиме, не да не се поврзиме. Ние за до Крива Паланка. Ајде и за ова, нели има до Ѓуешево, има стара, но има пруга до Ѓуешево. Сега ќе ви кажам Ѓуешево. нови работи тука. Иначе нас поентата ако ние Скопје со Крива Паланка да го поврзиме, еве градиме експресен пат, готов ќе до нова година, ќе го поврзиме по екстра модерен пат. По кој што ќе се вози 110 до 130 км на час дозволена брзина. Во однос на пругата. Инициираше Европска унија диалог со Бугарија. Експертски се случи, политички се уште не е случен. Наводно, вие за првата понудена средба сте рекле дека не можете да и после прифатив 3, првата беше од приватни причини, после прифатив 3 термини и сега велам било кој термин, што ќе прифатлив за... Идејата е вие и бугарскиот министер за транспорт да се Затоа што сретнат. бугарската страна одби 3 термини, сега реков било кој термин, само да се сретнеме. Не верувам до изборите во Бугарија дека ќе сакаат да се сретнат. Не гледам логика. Но како и да е, на експертско ниво, бугарската страна призна, тоа го има во записник, дека нити имаат проект, спорувам од Ѓуешево до граница, нити имаат експроприација, нити имаат дизајн, нити знаат како ќе ја поврзат пругата од Ѓуешево до граница со Но се само Македонија 2,5 километри и дека можат најрано тоа да го направат на крај на 2026 година. Прва работа и втора работа, за постојната пруга од Софија до Ѓуешево, затоа што нели поентата е да се поврзиме, затоа што е стара и нефункционална, им требаат 1,2 милиони евра или 2,4 милиони лева за да ја реконструираат, кои што во моментов исто така ги немаат. Сега кажете ми дали е домаќински, одговорно и честно, да јас влезам во проект од 560 милиони евра, кој што нема не поврзи со никого и нема води никаде. Софија до Ѓуешево е функционална, по неја се обраќаат возови. Тие велат дека не е функционална. Ова е во записник.
Да, секој ден таму се обраќа воз, баш пред ова интервју проверував. Веројатно некој што вози со 20 или 30 км на час за 60 до 80 категорија Б не е функционално. Добро, во каков е статусот сега на тендерот во моментот? Статусот е дека ние ги повлековме членовите, со тоа пропаѓа. И за надзор, и за извод. Што значи тоа? Што ви е намерата Тоа значи, понатаму? мислам дека треба да седнеме со Бугарија, која јас би и утре, ама претпоставам ќе сакаат да завршат изборите и да се формира таму политичка влада, да заеднички направиме проект, да видиме дали ова линија најдобра или има подобри линии, ја мислам дека има подобри линии, и да заеднички направиме проект, заеднички најдеме финансирање и заеднички го тендерираме. Само така има логика. Сега, дали Ако правиме башка ние, башка Бугарија, нема да се заврши никогаш. Ако настапиме заеднички како соседни држави, на заеднички повик, затоа што границите се вештачка работа, тогаш апсолутно мислам дека ќе се реализира. Дали дефинитивно се откажувате од идејата да ја градите пругата според овој проект и овој тендер? Не се откажувам од идејата да изградам пруга со Бугарија. Јас велам само дека ова што е сега понудено е неизводливо и не може да се реализира. А иначе сакам да се изгради пруга со Бугарија и ќе направам се да се изгради. Но овој тендер нема одново да го распишувате. Вако како што е дефинитивно не. Благодарам. Благодарам, беше задоволство. Слушнавте вице-премиерот Александар Николовски со резолутни ставови и се чини ја затвори секоја можност да се гради третата делница од пругата Куманово граница со Бугарија според актуелниот проект и тендер. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите во следните недели и месеци. Следува саботажа на авторот Сречко Поповски. Користењето синоними често пати знае да биде протолкувано на сосема погрешен начин од намерата на интерпретаторот. Впечатокот дека наместо политичар на сцената е астролог е неотменлив. Ние, од родот на Венера, не смееме да молчиме пред Марс и марсовците. Разбирливо е дека веднаш реагираат тие на кој ова им е домен. Оние кои ги проучуваат движењето и положбата на небеските тела, промптно изразуваат сомнеж во валидноста на поценувачкиот однос кон некоја друга важна планета. Вие ќе речете каква е наталната карта на Македонија. Па каква да биде картата? Каде е Јупитер у Македонија? Со оглед дека се споменуваат марсовци, се уаат и уфолозите, но тие смируваат и уверуваат дека не треба да се стравува од Марс, бидејќи веќе се создадени интерпланетарни коалиции, кои со помош на НЛО имаат потполна контрола врз потенцијалната нуклеарна војна, која, како што тврдат, повеќе пати била спречена. И во времето на кубанската криза, дека желбата и на Хрушчов и на Кенеди, односно и на американците и на русите била да се почне со тој нуклеарен конфликт и дека токму во една ваква надворешна интервенција ги има вратено назад боевите глави и има избегнато нуклеарен конфликт. За тие што не веруваат дека такво нешто постои, на располагање се одамна откриени артефакти, кои нашата земја ја ставаат во редот на тие што уживаат во таква помош, благодарејќи на фактот дека доказите за постоењето се на македонско тло. Како не ќе го темелите како некаков податок и заклучок, ако во Стоби неколку илјади години пред новата ера е пронајдена лампа од теракота на која што е точно вселенец со компјутер и во скафандер. Предпоставките се потврдуваат и во реално време. Нивните чеда, според многу сведоштва, не само што престојувале и биле меѓу нас, туку не случајно и биле избрани да предводат. Земјани, тоа е Сорој се. Не сме, пошто. Така? Професор, Сте виделе? Овој сретнате. Сте виделе? Не, сум видел, еве Зоран Заев. Вон земјан, напиши таму. Зоран Заев вон земјан. Може би е само израз на револт кон политичари, но не треба да се иземени забелешката дека за тоа веќе имало јавно изразени сомнежи. Или сте некој потомок на Баба Вања, или па може би знаете нешто што јас не знам и граѓаните. И на крајот, за да нема дилеми кој од каде аме и што се случува кога ќе се дојде на власт.
од Марс е паднато ова влада сега што доаѓа. Сега ќе се фати со ванземајски работи. Со надземните сили има кој да се занимава. Важно е да се гази на земја. И меѓу другото, да се среди подземјето. Ако и вечера бевте со нас, ви благодарам за вниманието и довербата. Достапни сме и на веб страницата 360stepeni.mk, на YouTube и на другите наши канали на социјалните мрежи. Ве поканувам да бидете повторно со нас понеделникот 20:15. Пријатно!